Почитувани граѓани, користам денеска можноста да соопштам уште една непринципиелна, општествено неодговорна и би рекол злобна одлука која што оваа влада ја носи кон Струмица. Се работи за проектот на владата на Република Македонија старите касарни за нов локален економски развој. Само ќе ве потсетам дека на неколку пати општина Струмица беше посетена од министерот за одбрана, на неколку пати дадовме изјава од Министерството за одбрана во присуство на 10 градоначалници, министерот за одбрана и министерот за транспорт и врски за сеопштата согласност за примена на владиниот проект. Проектот предвидуваше реалокација на 10 касарни во Република Македонија заради исполнување на НАТО врските и преселување на армијата од самите касарни кон внатрешноста во Македонија. Согласно тоа, владата донесе одлука со која што старите касарни ќе бидат дадени на трајно користење на 10 општини или 10 града во Република Македонија. Што се случува после тоа? 9 града или 9 општини денеска управуваат со објектите на старите касарни. Единствена општина, предпоставувате која што до ден денеска ги нема ниту во владение, ниту во управување, ниту во трајна собственост објектите од старите касарни. Тоа е општина Струмица. Значи, 9 општини имаат управување и владење врз објектите од старите касарни, освен општина Струмица. Денеска во прилог ќе ви ги дадеме изјавите на министерот за одбрана, кои што се дадени во 2 наврати, каде што наговестува и задолжува општина Струмица да го донесе деталниот урбанистички план и генералниот урбанистички план, како би можело да и бидат доделени тие објекти кои што се дефинирани исклучиво со јавна намена. Општина Струмица беше првата општина од сите 10 кој што донесе и генерален план и детален урбанистички план. И тоа се случуваше уште во раните месеци од 2010 година. Се со крајна цел да покажеме кооперативност, соработка за нешто кое што е владин проект, но е добро за граѓаните на Република Македонија. После завршувањето на целата таа постапка, почна доделувањето на старите касарни на општините. До ден денеска се доделени на 9 општини, единствено на Струмица не е доделено. Одлуката беше дека мора токму баш за Струмица да бидат објавени прво на јавна продажба, а после тоа, доколку нема заинтересирано купувач, дури после тоа ќе биле доделени на општина Струмица. Трпеливо чекавме и еве го огласот 2010 година, 28 септември, ќе ги добиете материјалите. Ова е службен вестник одлука на влада, ова е Министерството за одбрана, каде што се објавени самите објекти за продажба. На самата таа продажба се дефинирани за продажба објектите наменети за противпожарна заштита, за старечки дом, за ЈПКД Комуналец Струмица, објектот за јавното предпријатие Струмица газ и објектот за невладините организации во Струмица. Сите апсолутно со јавни намени, дефинирани во планот исклучиво јавна намена или институции В4 јавни намени. По завршувањето на овој оглас и непродавањето на овие објекти, очекувавме дека еве и покрај тоа што само за Струмица се однесува ова, конечно ќе бидат доделени објектите на Струмица. До ден денеска, еве 2 години, тоа не е направено, да пред неколку дена имаме нов оглас за објава на истите тие објекти за јавна продажба. Се работи за објекти кои што се дефинирани и по генерален план и по детален план исклучиво за јавна намена. Овде во овој документ ќе можете да ги видите сите квадратури на сите објекти. Што е суштината? Покрај тоа што се прави вакво недело, ваква лоша работа према Струмица, дефинитивно можам да кажам дека се донесуваат во заблуда сите заинтересирани или потенцијални купувачи на вакви објекти. Трагедијата да биде уште поголема. Согласно генералниот план, овие објекти имаат јавна намена, потенцирам јавна намена. Во овој оглас, владата и Министерството за одбрана го извитоперуваат целосно делот на намената, каде што стои В4 јавни институции, пишуваат Б4 деловни простории. Кој да купи ваков објект не може да го спроведе. Односно, во ваквите објекти идниот собственик може да има јавно комунално предпријатие, јавно општинско предпријатие за гасификација, може да има противпожарна
станица, старечки дом или слично. Апелирам до сите оние кои што се потенцијално заинтересирани да дојдат до надлежните институции, да се обратат и да знаат што би купиле во идно време. Истовремено, апелирам до владата на Република Македонија. Овие објекти се доделуваат на општина Струмица, не на ЗАЕВ, не на СДСМ. Треба да останат во трајна наша собственост, на сите граѓани на општина Струмица. Тие се димензионирани и планирани исклучиво со јавна намена, каде што треба да функционираат јавни институции во иднина кои што ги обслужуваат подеднакво сите граѓани на оваа општина Струмица, па дури и поширокиот струмички регион. Да ја ревидираат оваа нивна одлука, да го поништат огласот и да го спроведат проектот на владата старите касарни за нов локален развој, онака како што е согласно одлуката на владата, како што беше јавно ветено и како што очекуваат граѓаните на Струмица да биде завршен. Благодарам. Повелете прашање. Еве вака. Објектите заради тоа што се договорени се планирани во генерален и во детален план за јавни институции. И се дефинирани точно за кои институции. Ако државата ги продаде, тоа значи дека не може да ги даде на општината. Значи некој ќе плати за нив пари и ќе стане собственик. Идниот собственик ќе може внатре да обавува само јавни дејности, ништо друго. И тоа е дојден во заблуда, а општината и трпи катастрофални штети. Значи ги губи сите проекции и планови кои што сме ги генерирале заради тие одлуки на влади, јавно соопштени намери на министри, на премиери во ова наша земја, паѓаат во вода. И навистина трајни се последиците. Кажете им што да одговориме на сите тие невладини организации кои што чекат простор. Таму, во тој објект, досега познат како инкубатор во Струмица. Како да им кажам на вработените во комуналец да 3 години не ги реновираат своите простори, знаејќи дека ќе има преселба. Како да објаснам на граѓаните дека јавното предпријатие Струмица газ никогаш не може да оди во објектот за кој што е направена намена. Како да им кажам на противпожарните служби во Струмица дека она што им е ветено од владата со одлука на влада никогаш не можат да го реализираат. И на крајот како да им објаснам јас на граѓаните дека премиерот се зафракавал или министерот се зафракавал кога ги давал сите овие јавни изјави директно пред вашите камери за информација на граѓаните на Македонија, но и на граѓаните на општина Струмица. Дали општината, ако се продадат тие објекти, според детално политички план, има право на собствениците после да ги од земја или да им забране да обават дејност што не е предвидено со политички план? Општината не може да им забрани. Никако. Собственоста е уставна категорија, тие се собственици. Но општината и да сака да ја смени намената, не може да ја смени намената. Заради тоа што намената не се менува со детален урбанистички план, поставка од 6 месеци и готово. Намената се мене со измена на генерален план на градот Струмица. Генералниот план има процедура. Не можете од јавни намени сега да носите комерцијални намени внатре. За некој да гради во самите објекти стамбени простории или трговски единици или трговски центри. Апсолутно тоа е недозволиво по закон. Впрочем, позитивните законски прописи не даваат процедура за промена на вакви објекти во други намени. И е дрско да В4 го пишувате Б4. Кога во претходниот оглас апсолутно го пишуваат В4. Еве го. Државни институции, државни јавни институции пишува. Заради тоа што и општинските се под класа В4 државни јавни институции. Сите сме собственост на државата Република Македонија. Значи и да сака некој не може да ги смени. Единствено по закон може да бидат доделени на општината или евентуално на некои државни јавни институции. А никако не може да бидат продадени за приватна употреба. Тоа е невозможно заради тоа што нема иднина, нема функционалност простор. Повелете.
вака, единствено во касарната добивме надлежност од добивањето на државното градежно земјиште. Тоа е државното градежно неизградено земјиште, каде што управува општината. Парцелите каде што нема изградено земјиште веќе не се касарни, тоа се исто вакво земјиште како што имаме во зона Сачево, како што имаме во зона Север, околу Агрокор. Ние управуваме со државното градежно земјиште и тоа нема врска со касарната. Иако некој сака да наметне дека тоа државата или оваа влада го поклонила на Струмица. Ова е ресурс на Струмица и приходите од земјиштето, како што доаѓаат од зона Сачево, како што доаѓаат од продажба на секој плат за куќа, како што доаѓаат од продажба на секоја фабрика, парцела за фабрика, така доаѓаат и од касарната. Ние зборуваме за објектите на касарната, кои што треба да бидат согласно одлуката доделени на општина Струмица, а тоа не е сторено. Значи на 9 општини се предадени, единствено на Струмица не се предадени. Повели. Евентуално иден собственик, приватен собственик на објектите може да извршува само јавна намена. Што значи тоа? Во објектот дефиниран за комунално предпријатие мора да има комунално предпријатие, а приватни правни и приватни физички лица немаат право по закон да организираат комунално предпријатие или некој собственик да организира приватна противпожарна станица. Тоа не е дозволиво по законите во Република Македонија. Со тоа ги доведуваат во заблуда сите потенцијално заинтересирани купувачи кои што треба да платат пари овде за овие објекти. И на крајот ќе го има тоа само како споменик и ништо друго. Имот кој што не вреди за да има некоја употребна вредност. Да, повели. Ево вака. Прво, денеска имавме едно веќе видено сликање кое што многу често се случува во општина Струмица. Денеска имаме промовирање на потпишан договор за изработка на проект. Согласно кој проект понатаму следува тендерска постапка за избор на изведувач, согласно која се бира изведувач кој што треба да почне да гради некој објект, кој што питај Бога кога ќе биде изграден како објект. Тоа е веќе видена работа. Тоа е истата дежаву ситуација кога премиерот во 2007 година го најави изградбата на патот Струмица Радовиш. Денеска сме 2012 година. Приказки за мали деца. Да овините општина Струмица дојдени веќе во општина Струмица за некаков вид на соработка е дупло непринципиелно, заради тоа што ако има проблем, ќе ја посетите општина Струмица и ќе се обидите да го разрешите овој проблем. Ова јавна институција која што секогаш пружала соработка со државните институции. Јас сум градоначалник од опозицијата, кој што знаел да каже благодарам на патот Куклич-Банско, кој што заедно со премиерот бил на пуштање на Агрокор, кој што знаел да биде добар соработник во она што значи јавна обврска на сите. Пример за добар соработник и во образованието, и во детските градинки, каде што споделуваме надлежности. Прашањето како што беше поставено на министерката, впрочем таа го одговори со точни датуми, а се работи за период пред 2-3 години наназад. Барањето од Министерството за култура беше локација на плоштадот во Струмица. Каде да ја дадеме на место на звездата на Горан Пандев? Кај да ја поставиме на плоштадот? Дадовме 4 локации. Но најверојатно сака на самиот плоштад. Знаете дека 2010 година општината беше пред почеток на изградба на плоштадот. Не може да дадете согласност да се постави сувенирница на нешто што знаете дека го рушите, за да се изгради нов капитален објект. 2010 почна да се гради плоштадот. Затоа ја дадовме локацијата пред поштата, цементирано подрачје, каде што одговара целосно за сувенирница. Втората локација ја дадовме кај споменикот на Револуција, на градското корзо, директно, убав простор кај што денеска се количките за дечињата. Директно да се постави заради тоа што е навистина прометен дел. Трета локација дадовме на булевар Ленинова. Веднаш после зградата Партизан, одејќи кон централно дел на подрачјето.
Четврта локација дадовме кај малиот градски парк. Сите се централни локации, за да ја доловиме суштината на сувенирницата. Но инсистира на локација на плоштадот. Плоштадот беше во изградба и невозможно е да се даде. Односно, ако дадете локација таму и тие почнат да градат, вие треба да ја срушите. Апсолутно, ако имало било каков проблем, општината ќе стоела секогаш на располагање. Тоа е добро, да се има, општината направи своја собствена сувенирница, денеска функционира заедно со невладините организации, ја знаете, спроти 19-ката постои таа сувенирница и апсолутно е нечестно, непринципиелно да се зборува и да се бара вина од некој. Локација има колку сакат, впрочем и државата, согласно ингеренциите на транспорт и врски, може со акт да ја постави кај сака. И апсолутно е нефер да се настапува и одговара вака, но очигледно монтирано прашање, директно монтиран одговор, даден со точни дати, уште сатнината на одговорот на општината да беше даден. Поведете други прашања дали има?